се надеваме и препорачуваме да се вклучи публиката покрај нашите уважени говорнички и како и господинот Љупчо Деспотовски, кој што очекуваме секој момент да пристигне и да ни се придружи. Јас накратко ќе ги представам говорничките, кои што се тука во улога на представнички на деловниот сектор, кој што се занимава со неформално образование и кои беа делегирани за учество на конференцијата преку соработка со Стопанската комора МАСИТ. Тоа се од мојата лева страна, магистер Ирена Чаушевска од СИВУС, Едукативниот и развоен центар, потоа господјата Ангелина Канчевска, која што е представник на СЕМОС Едукација, и од мојата десна страна господјата Сонја Јовановска, магистар, која што е представник на Александрија, образовната академија. Исто така би сакал да посакам добре дојде и на нашиот машки представник на овој панел, господинот Љупчо Деспотовски, кој што е извршен директор на ПСМ фондацијата, која што се занимава со развојот на предприемништво и низа други работи во земјава. Јас би сакал да ви прво да им дадеме можност на нашите дискутанти накратко да се представат и да ни објаснат зошто е важно неформалното образование, бидејќи ние досега на конференцијата обрнавме внимание претежно на формалното образование, се осврнавме и на придонесот на невладиниот сектор во образованието во сите сфери, но исто така не смееме да го занемариме и деловниот сектор како еден од заинтересираните страни кои што придонесуваат на ова поле, бидејќи само со вклучување на сите општествени фактори можеме да добиеме подолни резултати во однос на напредок и просперитет. Ако може да би почнали од десно, би ја поканил Сонја, ако може да ни се представи накратко, па потоа и ќе одиме еден по еден. Добар ден на сите, почитувани гости на конференцијата. Моето име е Сонја Јовановска. Доаѓам работам како директор за развој во Александрија Едукативниот центар, кој што постои на пазарот веќе 20 години од 93 година. Моето искуство претходно е во невладиниот сектор, значи претходно 10 години работев во Американската агенција за меѓународен развој, така да ги делам дел од искуствата на наставничките кои што денеска презентираа за различната помош која што ја добиваат од USAID. Им благодарам на сите оние кои што денеска ја поддржаа оваа конференција со нивните впечатоци и искуства. Значи, конференцијата им благодарам пред се на Метаморфозис и на поканата и на различноста во презентациите кои што беа присутни овие 2 дена. Значи, беа представени оние, би рекла, островца, како што ги нарековме денеска, на здружување на иницијативи од поединци. Беше представено формалното образование, универзитетите ги слушнавме и тука сме и ние како едни од чинителите во придонесот на образованието. Како што излагаа нашите колеги од универзитетите денеска, значи и ми се допадна посебно излагањето дека иако постојат различни методи и системи за учење, никако нема да изумре традиционалното наспроти онлайн содржините кои што се понудуваат се повеќе. Нашето место денеска тука на оваа конференција, значи ние сме од секторот, од комерцијалниот сектор, би рекла сите тука што сме присутни. Која е нашата улога во образованието? Значи, едукативните установи од формален аспект ја понудуваат онаа база и основа која што е неопходна за секој еден човек да влезе понатаму во професионалната сфера. Меѓутоа сами знаеме и клише ако кажам дека IT индустријата москавично се развива,
па така и оттаму е потребата за нашето присуство на пазарот. Значи, нашите програми кои што ги нудиме, неформално, јас би го допрецизирала, претежно нашите едукативни центри се фокусираат во образованието на возрастни, иако имаме сите од нас дел понуда и за помладите. Зошто едукација на возрастни? Всушност, нашите едукативни центри стојат како пополнувачи на оној јаз кој што стои помеѓу знаењата и вештините кои што ги стекнуваат младите луѓе кои што излегуваат од академските институции и она што е реална потреба со текот на развој на компаниите и индустријата која што продуцира содржини и услуги во овој домен. Нашите едукативни центри всушност, за жал не можам да кажам дека може да придонесуваат толку многу во отворените образовни содржини, бидејќи по самата природа на сервисите кои што ги нудат, се токму во една тесна експертиза која што ги дообразува луѓето по завршувањето на факултетот. Значи, она што ние го имаме како понуда за едукација, како образовни содржини, се токму следењето на оние трендови кои што се појавуваат од аспект на вендорите и на платформите и сервисите кои што излегуваат во IT индустријата. Значи, без разлика што ќе завршат младите луѓе, во текот на работењето се сретнуваат со различни технологии, па така сме ние тука да понудиме образование кое што ќе ги специализира или ќе ги доспециализира понатака во нивното работење. Да речеме дека ние се трудиме да го следиме текот на она што е тренд во светот и можеби успеваме да дадеме понуда која што е за професионалците, бидејќи со излегувањето од факултетот тие се среќаваат со нови содржини кои што потоа ги наоѓаат во нашата понуда. Она што е карактеристично за нас е тоа што сите тие содржини се обидуваме да ги понудиме, како што и многу пати се спомна денеска, значи постои понуда за секоја потреба. Значи, за оние кои што сакаат онлайн содржини, постојат онлайн содржини, за оние кои што сакаат традиционално, постои традиционално. Она што на неколку пати денеска провеа повторно дека никогаш не може да се замени наставникот, бидејќи не се може да се прочита во книга, иако постои море од содржина, иако сите оние вендори за кои што ние нудиме обуки, имаат огромна содржина информација која што ја нудат, сепак луѓето сакаат да видат предавачи кои што ќе споделат со нив искуство, кои што ќе споделат лично искуство, значи не она што е теорија, туку она што е пракса. Така да нашите тренери, нашите едукатори се трудат да го пренесат она што е практично искуство и да го надополнат нивното теоретско знаење. Тука би запела и би дала збор на останатите, па може би дополнувале. Самите искуства кои што ги имаме од денешните дискутанти се слично и разновидни, така што секој може да придонесе со својот досегашно искуство, бидејќи и на некој начин сите доаѓаат со широка палета на различни претходни и научени лекции, добри и лоши практики. Би ја поканал господјата Чаушевска да го даде своето накратко видување на општата ситуација. Благодарам, Филип. Јас сум Ирина Чаушевска, генерален менеџер на Сивус едукативниот и развоен центар. Формално, овој едукативен центар е еден од помладите на македонскиот пазар, постои 4-та година, иако корените датираат од поодамна, уште од крајот на 90-те години. Поради поврзаноста со Сивус, софтверската компанија, која што е најголема во Македонија, една од најголемите во регионот, која што представува еден од поголемите приватни вработувачи на кадар од Македонија и пошироко. Сивус едукативниот и развоен центар настанал токму поради потребата која што оваа компанија ја согледала при вработувањето на кадри за собствените потреби пред се, а потоа и за напредување на знаењата и вештините на актуелните вработени. Значи, иако пристапот било да се избираат студенти од добри технички факултети со високи оценки, во пракса се покажало дека знаењето кое што го имаат, иако е на високо теориско ниво, е премногу широко и генерално и не така брзо употребливо во конкретни работни процеси, посебно во комплексни информатички системи.
Односно, попрактично кажано, еден нов вработен требало да помине процес од 6 до 9 месеци до едукација во рамките на самата компанија, со цел да стане продуктивен и употреблив во работниот процес. Тоа е нешто што ниедна компанија, верувам, на македонскиот пазар не може да си го дозволи така едноставно, и затоа се соочуваме со оној проблем каде што добри студенти, неколку години по завршувањето на образованието на факултетот, не може да најдат работа. Тоа е една од причините за постоењето и на овој центар, верувам и на останатите едукативни центри, значи токму тој јас од завршување на формално образование до наоѓање на квалитетна работа, да го пополниме, односно да доедуцираме кадрите со оние вештини и оние знаења кои што ќе ги направат полесно да се вклопат во работните процеси. Интересот за различен тип на едукација и во делот на IT, во делот на бизнис курсови кои што ги нудиме е доста голем и можем да кажем дека секој поединечно си наоѓа собствен бенефит. Дел станува збор за току-што завршени студенти, дел за луѓе кои што веќе работат негде, меѓутоа ги наоѓаат овие курсови како корисни со цел да добијат унапредување, некаква доквалификација, специјализација, значи да напредуваат во кариерата. Меѓутоа, што не станува збор за систематизирано искуство во смисла на нивно следење па да знаеме какви бенефити постигнале, нема да зборам за нив, туку за еден проект ќе кажам на кратко, спомна Филип добри практики кои што го реализиравме оваа година, каде што веќе има конкретни резултати и мислам дека се доста корисни и веројатно ќе го реплицираме и виднина, зашто веќе има барање од самото стопанство, а тоа е нели крајната цел. Проект кој што го реализиравме заедно со партнери од Шведска, значи кофинансиран проект, каде што имавме можност да едуцираме 75 току-што завршени студенти пред се од техничките факултети. Имавме слобода околу дефинирањето на програмата на која што ќе работиме. Разговаравме со десетина добри компании, пред се во делот на софтверската индустрија, меѓутоа се приклучија и неколку компании од другите индустрии, заедно со кои дефиниравме теми на кои што ќе ги едуцираме овие 75 млади луѓе. Интересот беше многу голем, затоа што не беа вклучени никакви финанси од страна на слушателите. Значи, отприлика околу 250 потенцијални слушатели се пријави, од нив избравме 75, кои што беа поделени во 3 области: .NET, Java и 3D моделирање. Беа областите во кои што работевме. После тоа 4 месеци интензивна обука, интензивна едукација, каде што 80% наставата беше базирана на најнови технологии соодветни за областа, меѓутоа 20% кои што се покажа за исклучително значајни беа soft skills обуки, односно кои што им овозможија потоа многу полесно да работат во редовни работни средини, значи да научат како да комуницираат со тим, како да комуницираат со претпоставени, како да добијат брифинг од клиент, како потоа да продадат евентуално потенцијален производ. Значи, буквално оние социјални елементи кои што се неопходни за да можете да се вклопите брзо во работна средина ако претходно сте немале никакво претходно искуство. Интересот кој што се беше кај компаниите со оној на крајот како резултат што го постигнавме беше многу различен. Значи, кога им пристапивме дека ќе треба да помогнат околу креирањето на програмата, а потоа и да земат практиканти кај себе, сите не упатија на претходно негативно искуство, каде што едноставно не може грубо звучи, меѓутоа тие деца кои што тука што скочиле од факултет немаат претходно искуство, не се употребливи да може да се стават да работат на конкретни проекти. Малце повеќе инсистиравме и убедувавме дека програмата ќе биде така дизајнирана за да може да биде што поблиску до нивните потреби, на крај стварно тие практиканти што ќе ги добијат да можат да помогнат во конкретно работење. Резултатите беа изненадувачки, значи ги следеа компаниите овие студенти во текот на сите 4 месеци, за на крајот, од кога почна праксата, практично во првите 2 недели од праксата, иако требаше да трае 3 месеци, ние веќе имаме 24 вработени неодамнешни студенти, значи за само 2 недели од практична работа веќе беа вработени, што значи дека компаниите препознаа квалитет и дури не дочека да заврши периодот на пракса. Праксата реално трае до крајот на јануари, очекуваме дека до крајот на јануари ќе дојдеме до некоја бројка од 50. Значи станува збор за високо успешен проект кој што потврди дека оние што се квалитетни студенти, кои што имаат солидно теоретско знаење,
со уште малку специјализирана дообука, насочување кон конкретни технологии што се барени на пазарот, можат многу лесно да станат вработливи и посакувани работници во добри македонски компании, наместо да одат во една во друга помали компании и да ги трпат оние почетни фрустрации на ниски плати, на недоволно предизвикувачки работни места, на овој начин успеа многу брзо да дојдат до работни позиции, така што е проект кој што се надеваме дека ќе можеме и во иднина да го реализираме. Јас тука негде би завршила за почеток. Благодарам. Предноста на деловниот сектор како и на граѓанскиот, односно невладиниот, е тоа што не мора да зависи од некој политички процес за да одговори на оние потреби што ќе бидат идентификувани. Семос едукација е во тој бизнис прилично долго време, така што би сакал да ја поканам и господјата Ангелина Канчевска да ни даде свое кратко видување, пошто ќе преминеме и на малку, освен за информатичката технологија, би го прошириле муабетот и на развојот на предприемништвото со господинот Љупчо Деспотовски. Благодарам, Филип. Јас сум Ангелина Канчевска, вработена во Семос едукација како раководител на колеџот за графички и веб дизајн. Инаку, како што спомена и Филип, ние сме повеќе од 17 години на пазарот. Нудиме неформално образование, кое што неформално образование е надополнување на формалниот образовен систем во Република Македонија. Нашите едукативни програми се развиени и се трудиме да ги развиваме во континуитет, следејќи ги новите технологии на пазарот. Нормално и од друга страна потребите на пазарот, побарувачката и понудата, значи следствено на тоа. Понадаму, низ годините, развиени сме до оној степен да ги добиеме престижните статуси на најпознатите меѓународни вендори, како што се Microsoft, Cisco, Oracle, EC Council, Autodesk. Во полето на едукацијата и во полето на сертификацијата, исто така, значи ги нудиме ориентирано кариерните сертификати со помош на тестинг центрите ВУЕ, Прометрик и Цертипарт. Јас би се задржала сега и околу темата која што ни е поставена, значи на панелот, кои се бенефитите од неформалното образование кои што ние го нудиме како тренинг центри. Се надевам дека се служуваат и ќе се служат и останатите соговорнички. Моќите на неформалното образование сепак го гледаме во неколку аспекти. Првично, личниот бенефит кој го добива секој поединец со развој, значи до усовршување, до едукација во одреден сегмент на своето образование. Понатаму остручување до стекнување на одредени компјутерски вештини и останати компетенции кои се во дадената област нивна соодветна, што е многу подобро за нивна вработливост, додека се невработени, или што е добро за доусовршување додека се на одредено работно место. Покрај личниот бенефит што е добиен од ваков тип на неформално образование, морам да споменам дека има бенефити имаат и самите компании, од причина што самите вработени на своите работни места веќе се по-ефикасни, подобри, значи во својата работа и полојални, значи кога станува збор за бесплатна едукација и до едукација нивна, а од друга страна самите фирми добиваат директни и индиректни бенефити во напредокот, во собствениот напредок. Понатаму би споменала и друг бенефит, а тоа е сертификацијата. Ние сме сите членки на МАСИТ, комората, која од јануари 2012 година почна со сертификацијата и е партнер на Цертипорт, меѓународниот и најпознат провајдер на сертификати, кои ги нудиме како тестинг центри, и тие сертификати, значи, може да ги совладаат, тоест тоа се на entry level сертификати, значи за влез на работа, или на оние постручните сертификати веќе на работно место. Исто така во рамките на МАСИТ
мораме да споменеме дека поддржувачи сме на кампањата за дигитална писменост, која што е актуелна на европско ниво и можам да споделам некои бројки со вас дека 90% од работните места кои што ќе бидат во Европа до 2015 како прогноза ќе бараат IT сертификација. Значи мораме и ние сите да бидеме свесни дека без IT сертификацијата не можеме да продолжиме понатаму. Понатаму еве и јас да споделам еден проект што беше актуелен во СЕМОС едукација, што е еден личен бенефит за едни лица кои што се на маргините од општеството. Ние бевме учесници на проектот Инклузивен дизајн, кој беше организиран во рамките на Британскиот совет на Македонија. Обучувавме 7 лица со оштетен слух и попреченост во говорот, конкретно за една прилагодена програма за графички дизајн. И во таа програма активно ги вклучивме дури студентите на коледжот во СЕМОС едукација, кои што беа нивни ментори и можам да споделам многу позитивни критики од нивна страна и не би подценувала нормално формален образовен систем, но самата обука и самото спознавање дека еве нешто друго се случува во однос на неформален нивен систем беше со многу позитивен фидбек. Па еве тука би запрела. Благодарам. Повелете господин Деспотовски. Благодарам, Филип. Доаѓам од Јесен Инкубаторот, не знам колку знаете за нас. Постоиме повеќе од 6 години. Релативно млада организација во споредба со СИВУС, СЕМОС и Александрија. Ние не сме комерцијален или for-profit ентитет. Значи, ние сме регистрирани како фондација, влагаме во групата на граѓански организации. Нашата мисија е да им помогнеме на младите луѓе во Република Македонија да започнат свој бизнес со фокус на информатичка технологија, така да работиме значи на полето на предприемништвото, меѓутоа и на полето на новите технологии. Во контекст на неформалното образование мислам дека нема потреба многу да се објаснува зошто е неопходно од причина што во земја каде што 60% од младите се невработени, очигледно дека конкуренцијата е голема и дека секој треба постојано да учи. Исто така да не забораваме дека неформално образование не се однесува само на обуки и тренинзи, значи посета на вакви конференции на некој начин треба да го надгради вашето знаење, да ги подобри вашите вештини. Оно што ние го правиме или што сме го направиле до сега е прилика следно. Сме помогнале на повеќе од 65 компании да се формираат во последниве 5 години. Повеќе од 250 млади луѓе да најдат вработување, од кои повеќе некаде околу 70-80% тоа било нивно прво вработување. Станува збор за луѓе на возраст од 20 до 30-35 години. Тоа е бајаги интересно во Македонија, значи да убедите некој што се уште студира да започне бизнес. Најголем дел од компаниите кои се формирани и кои се во моментот во инкубаторот работат за извоз. Кога станува збор за нивна едукација или за отвореност, бидејќи едно од работите колку што знам треба да се допре колку се нашиве она што го работиме ние влага као отворен систем или не знам се дефинира како отворен систем на едукација. Ние сме бајга отворени за соработка со сите организации, институции, значи досега сме имале соработки со Александрија, со СЕМОС, туку што подпишавме договор за заедничко организирање на Android iOS курсеви. Со СИВУС имавме некои разговори пред 2-3 години за заедничка соработка, за жал ништо не испадна. Меѓутоа во секој случај соработуваме речи со сите образовни тренинг организации во Република Македонија. Што се однесува до бројките, ние, бидејќи Филип спомена што сака статистики, бројки, цифри, ние работиме на некој начин кинески модел на образование или едукација. Одиме со low-cost курсеви, значи некогаш пуштаме на пазарот курсеви од 300-500 илјада денари. Немаме намера да бидеме нелојална конкуренција, далеко од тоа. Едноставно сакаме што е можно повеќе млади луѓе да поминат низ некакви обуки, бидејќи се соочуваме со банални работи, значи деца што имаат 22, 3, 4, 5 години, а не знаат да напишат CV.
а камоли за нешто посериозно. Мислам дека колешката од Сивус го спомна значењето на soft skills, односно на некои меки вештини. Најдов еден интересен извештај на интернет за идните вештини, односно вештините на идната работна сила што се очекуваат да ги поседува во 2020-2025 година. За жал, се обидов да најдам слични курси во Република Македонија нема, па нема и во поширокиот регион. Иначе таму во извештајот се спомнува дека за работните места што ќе се има еден куп работни места што се уште не ни постојат денески, ќе се појават можеби за година, 2, 3, 5, 10. Меѓутоа, она што е побитно, ние тешко можеме да предвидиме какви работни места ќе се појават или кои работни места ќе се бараат наредните 50 години. Меѓутоа, луѓето седнале, они се од Сан Хозе, од Калифорнија, 40 години постојат. Една од организациите што се обидуваат да ја предвидат иднината, како блиската, така и подалечната, и дошле до некоја цифра врз основа на Делфи техниката, значи се консултирале со еден куп паметни луѓе, пред се од Fortune 500 компаниите, и дошле до заклучок дека станува збор за следниви вештини. Можам да ги прочитам, бидејќи мене ми се видоа бајаги интересни. Лека спомнам само некои од нив, а тоа се социјална интелигенција, значи комуникација, цело време зборуваме за социјални медиуми, така да ова некаде би влегло таму. Адаптивно или флексибилно размислување, крос-културни компетенции, односно можност или знаење или вештина да се соработува со поинакви од нас, поинакви култури, поинаква боја на кожа, поинакви религиозни убедувања и слично. Писменост, меѓутоа не зборуваме за елементарна писменост да знаеш да читаш и да пишеш, мислам далеку од тоа, значи зборуваме за писменост кога станува збор, значи за нови технологии или за нови медиуми. Трансдисциплинарност. Многу често слушаме експерти. Искрено мене ми е преку глава од експерти, секој експерт за нешто. Мислам, ја очекувам трансдисциплинарни или мултидисциплинарни луѓе што можат веднаш да направат шифт свич од една на друга професија. Значи во Република Македонија не сум чул некој да направи шифт и да ја промени својата професија. Цел живот се работи едно исто. Виртуелна колаборација, значи во современи услови се соработува во тимови со луѓе од други земји, од други култури, од други временски зони. Мислам во Република Македонија тоа 5 фирми дали го работат, Сивус и не знам уште 5-10 компании пред се од IT бизнесот и уште некои други. Мислам, за жал таква е ситуацијата. Од прилика тука би завршил, па сега Филип нека ја тера понатаму дискусијата. Фала. Благодарам, Липчо. Се надевам дека и би сакал да потсетам дека на Твитер дискусијата за конференцијата се одвива преку хаштагот eSociety12 според годината. И би сакал да ве поканам исто така ово и другите линкови кои што се споменуваат во муабетот да ги пуштите преку тој хаштаг за да може луѓето и кои што сега не следат преку интернет и нашите учесници на лице место да може подоцна да ги дзирнат со поголемо внимание, бидејќи навистина ова заслужува огромно не само внимание, туку и размислување и визионерство за тоа каде оди нашето општество во моментов, а кај би требало да стигне, и тоа и на краток и на подолг рок. Она што исто така би сакал да го напоменам е дека ние ги следиме и твитовите кои што се однесуваат на дискусијата и доколку има некои прашања за говорниците или општи констатации, би ги поканил оние кои што не следат преку сервисот во живо да ги твитнат и ние ќе се обидеме да им одговориме. А сега би сакал да ја поканам публиката да бидеме поинтерактивни, доколку имаат први впечатоци или некои прашања конкретно во врска со општата тема на значењето на неформалното образование, да ги споделат веднаш, а ако не, ќе одиме со една нова рунда на размислувања за веднаш потоа. Повелете дали би сакале да се вклучите било кој во моментов. Во ред. Тогаш, она за кое што една од водечките теми на конференцијата оваа година се отворените образовни ресурси. Сметавме дека е добро да ги видиме сите
перспективи, односно размислување на оваа тема, бидејќи она што било кој од нас може и без големо истражување да го утврди е дека бизнес секторот претежно работи со ресурси кои што не одговараат на дефиницијата на отворени. Тоа не е карактеристично само за бизнес секторот како таков, го имаме и образовниот сектор, односно особено високото образование, приватните универзитети често работат со едукативни или образовни ресурси кои што се наменети само за одредена публика, односно за нивните студенти кои плаќаат. Па дури државните универзитети често имаат ресурси на располагање кои што се затворени само за одредена категорија на нивни студенти или наставници. Би ве поканил сите, поред може да почнеме вака арбитрарно од господјата Чаушевска, да го споделите вашето размислување, односно искуството и размислувањето во рамките на секторот што го представувате на оваа тема. Отворено или затворено, има ли простор за заедничка, за комбинација, односно има ли дали затвореноста е правило или може да биде на некој начин само една од опциите? Повелете. Ние размислувавме многу на оваа тема изминативе неколку месеци во Василско-едукативниот и развоен центар. Значи има една контрадикторност околу можноста да се креираат јавно достапни извори за ресурси за едукација и тоа да се продуцираат квалитетни материјали. Знаете дека да се создаде, да се напише, да се продуцира еден прирачник или еден научен труд не е воопшто едноставна работа, вклучува повеќе области, вклучува и авторски права, вклучува и време кое што е потребно да се направи и цена која што треба да се плати за потоа така едноставно да може да се сподели со целата јавност. Меѓутоа сметавме дека треба да се направат некакви чекори во таа насока и веќе нешто правиме, иако се уште не е тоа отворено за јавноста, меѓутоа барем во рамки на нашиот центар гледаме оние ресурси кои што ги имаме да стануваат што повеќе достапни. Имено покрај оние вендорски курсеви кои што веќе ги споменавме, каде што програмата што се предава е официјална и е веќе диктирана од меѓународен вендор, сите оние останати курсеви кои што се креирани по програма од нашите тренери, развиваме платформа каде што буквално ги откупуваме материјалите што они ги креираат, за во иднина да се креира едно заедничко знаење и во рамки на самиот центар. Поддржувам исто така и публикација на прирачници и на материјали кои што даде дополнителен мотив за да пишуваат нашите тренери и обучувачи и инженери вработени во СИВУС да креираат материјали кои што ќе бидат поприфатливи за домашниот пазар, поблиски до оние почетници, значи напишано на еден поразбирлив јазик да бидат полесни за употреба. Тоа се материјали кои што се уште не се јавно достапни, меѓутоа се достапни буквално за сите кои што биле макар на еден и најосновниот курс во едукативниот центар. Што значи тоа дека ако некој дошол на курс по Office или не знам, наједноставно по Word, него му се достапни сите материјали кои што се и во делот на програмирање, и во делот на soft skills вештини, значи буквално се што имаме е достапно за сите кои што барем во еден момент биле корисници некаква услуга на едукативниот центар, така да тоа е еден чекор напред во таа насока. Мора се уште да се држи во некој позатворен круг заради гарантирање на квалитет на материјалите и прибирање на средства со кои што тие материјали ќе се генерираат, меѓутоа барем во нашите рамки го отворивме тој круг. Станува збор пред се за електронски материјали. Од минатиот месец создадовме буквално физичка библиотека каде што ја полниме и со печатени материјали кои што сите наши студенти, како што кажав, можат да ги земат, да ги користат дома и потоа да ги вратат. Покрај материјали пишани, во таа библиотека содржи и опрема, особено оние курсеви кои што се како ембедат курсеви, каде што подразбира вградливи системи и користи некаква опрема, дури и таа опрема може да се земе, да се користи, се разгледува дома и потоа да се врати. Тоа е некој чекор напред. Размислувам од текот на следната година, барем дел од тие материјали на некој поосновно ниво, можеби ќе бидат достапни јавно.
Уште нешто што се обидуваме да го направиме за нашите корисници на нашите услуги е да направиме соработка со странски центри. За сега имаме отпочната соработка со неколку едукативни центри од Калифорнија, каде што работиме буквално овој период на споделување на материјали. Верувам дека исто ќе биде на материјали и цели видео презентации, кои што верувам дека ќе биде дополнителна корист и значење за нашите корисници. Благодарам. Инаку, Метаморфозис како представник на Creative Commons во Македонија може да понуди, често пренесуваме информации преку нашите вебсајтови, особено преку CC.org.mk, за случаи во кои што и деловниот сектор ги користи слободните лиценци за да во најмала рака и од најлукративни побуди да има бесплатен маркетинг преку користење на слободната култура како средство за допирање до што поширок круг потенцијални идни муштерии, но исто така имаме низа примери кога и деловниот сектор учествува активно во движењето за слободен софтвер, од кое што и црпи придобивки како корисници на софтвер, но исто така и придонесува со градење на тој софтвер. Би сакал да ја поканам господја Канчевска да продолжи со нивното согледување на овој можностите за преклопување. Да, благодарам. Па да, можности за преклопување или малтене еве слични ситуации и во нашиот едукативен центар. Точно за нашите слушатели ние им обезбедуваме готови прирачници, нормално со авторски права на Симос Едукација. Иначе, што се однесува до вендорските обуки, мора тука да споменеме дека се работи за заштитени авторски права нивни и не смееме да ги злоупотребиме процедурите и правилата што сме ги воспоставиле со нив. Значи, ако некој вендор дава достапна литература на интернет, ние тоа го почитуваме и го доставуваме. Воспротивно не смееме. Понатаму, што се однесува до наша библиотека, да, почнавме да воспоставуваме во дигитална форма библиотека која што е достапна за студентите на коледжот за графички веб дизајн, во која што е достапна, значи, на еден веб портал и пристап имаат исклучиво студентите. Сега за сега ние во затворен систем, морам да кажам. Да. Благодарам. Повелете господја Јовановска. Благодарам, Филип. Значи, искуството е слично како и на моите претходни колешки. Александрија во долгогодишното работење беше партнер со голем број невладини организации во споделувањето на знаењето и креирањето на различни образовни ресурси. Значи, од самиот почеток USAID пристапи кон Александрија во креирањето на различен број едукативни содржини кои што беа понудувани на училиштата на почетокот на тие програми. Меѓутоа, повторно ќе се согласам со колешката Ангелина дека ние мораме да следиме строго дефинирани правила од нашите партнери, чии што програми ги нудиме. И повторно тука, да не се повторуваме, значи остануваат само содржините кои што нашите тренери за оние обуки кои што ги одржуваат во нашиот едукативен центар, значи во Александрија, во Академијата, за каде што имаме неколку насоки на мрежни инженери, мрежни техничари, графички веб дизајн, значи тоа се содржини кои што се достапни во секое време. Значи, во моментот исто така размислуваме околу трендовите кои што се појавуваат во светот, значи за креирање на онлайн содржини, на менторско учење и така натака. Значи, тоа е една тема која што е посебна за дискусија, колку тоа е апликативно со оглед на територијалната распространетост во Македонија на оние кои што имаат потреба од таков вид на едукација. Меѓутоа, пак ќе кажам, значи, оние содржини кои што ние ги даваме на користење на нашите корисници се од малте незатворен карактер поради спецификите на нашите услуги кои што ги нудиме и сме дефинирани од нашите партнери. Благодарам. Господин Деспотовски, веројатно има малце сознание кои што може да не поведат и по некои други патишта, но да видиме. Вака, ние не сме тренинг центар и не креираме толку многу образовни содржини, меѓутоа се обидуваме да соработуваме с речиси со сите тренинг центри што се од Македонија, односно од Скопје. Имаме пристојна соработка. Она што е интересно е спомнал одредени системи што постојат на интернет, каде што може да се дојдат до
еден куп информации за безпарен. Значи има Khan Academy, предпоставам некои од вас чула. Има и Academy. Пред некое време читав дека Станфорд и Корнел, тоа се едни од попознатите универзитети од Соединетите американски држави, ги отворила дел од своите официјални, како се века, училишни часови, значи имаат лайв стриминг и може било каде во светот, значи да присуствува на тие часови. Меѓутоа тоа не им дава право да стават дека се дипломирале на Станфорд или дипломирале на Корнел или на UCLA. Меѓутоа они апсолутно се отвараат кон светот. Тоа е, предпоставам, начин на маркетинг и можеби во насока на тоа за кое што се залага Метаморфозис или не знам, слободен софтвер или Creative Commons или слично нешто. Оно што ние го правиме на полето пред се на предприемништвото, имаме една веб страна или веб портал предприемач.mk, каде се обидуваме на горе-долу дневна база да креираме содржини, што сами, што со помош на надворешни соработници. Отворени сме за соработка буквално со било кој поединец од Македонија па и од странства. И едноставно им даваме прилика доколку сметаат дека можат да напишат нешто што би изинтересирало публиката на тој портал или на таа веб страна, ние тоа го објавуваме. Значи, мислам, краудсорсинг дека е зборот што се користи во тој контекст. Досега пишувале како студенти, така и некои професори од средни училишта. Сме направили интервју со еден куп мали бизнесмени и собственици во Македонија кои не ги знае баш пошироката, не знам, публика. Сме имале едно-две интервјуа со интересни имења, што можеби не ви значат ништо, меѓутоа ако ги скуцате на Google ќе видите дека се интересни, сме ги нашли на LinkedIn и луѓето прифатиле без некоја посебна молење да дадат интервју за едно мало сајче во Македонија. Иначе се обидовме сега последните неколку месеци да креираме видео туторијали кои се апсолутно бесплатни за симнување, дури во соработка со една издавачка куќа од Република Македонија која издава бизнес книги Publisher. Публикуваме одредени книги, бизнес изданија кои се на располагање за бесплатно симнување, меѓутоа не комплетни, делумно, значи. Отприлика, јас сум за лично поборник, значи, за отварање на работите. Фала. Вака, сите имаат некој слично искуство, но дали би можел може да направиме еден чекор поназад и ако може да ги споделите без некој веќе малце да релаксираме дискусија, односно формалноста. Што мислите, кои се всушност потребите кои што се јавуваат во Македонија во однос на самите, зборувавме по-конкретно за бизнес секторот, но генерално, како што укажа и некој од говорниците во овие изминати 2 дена, образовното ниво во Македонија е прилично ниско се уште. Имаме околу 50-60% луѓе со основно или подосновно образование и околу 10 или под 10% луѓе кои што се со високо образование, колку што ми е познато според последните статистики кои што би требало да се требаше да се апдейтираат со пописот минатата година, но ги немаме. И така што, кои се вашите согледувања, мислам, во однос на пазарот, да речеме, за образование во земјава, под еден, значи, кои би биле потребите освен IT, кое што е согледавме, или предприемништво, односно надминување на некои културни артефакти од минатото за како функционира слободниот пазар или како би требало да функционира. И истовремено, доколку имате сознание или размислување, за тоа дали некои од тие потреби има смисла да се решаваат преку механизми како што е учење. Односно, можеби како едно подпрашање, во случаите кога вие давате некои ресурси на располагање, било затворено само за вашите бивши ученици, клиенти или за јавноста, колку тие всушност се користат во споредба со големината на потенцијалниот пазар? Повелете? Сонја, повеле Сонја.
Значи, ќе почнем од првото прашање. Македонија не е изолиран остров и значи нашите луѓе кои што завршуваат тука формално образование и се едуцираат во нашите неформални едукативни центри, треба да ги следат тековите и од нив се бара да бидат во чекор со она што го бара индустријата. Значи, ако во моментот се оди, сите зборуваме за клауд компјутингот, па според тоа знаеме дека и Microsoft веќе ја промени и сертификацијата од тој аспект, значи се барат пошироки знаења од оние кои што се специализираа во одредена област, така од луѓето кои што се во оваа сфера се бара постојано држење на чекор и многу затоа и Лјупчо тука денеска со нас за да зборува за предприемништвото, значи денеска се бараат сет на вештини кои што излегуваат од рамките на една тесна експертиза. Значи една порака до сите оние кои што се тука од делот на основното, средното образование, значи да се поттикнуваат младите да имаат што пошироки размислувања, што пошироки вештини, значи да не размислуваат само од еден аспект. Сите оние вештини што ги спомна Лјупчо пред малку треба да се гајат кај луѓето за да може да кај идните IT професионалци за да може да одговорат на предизвиците кои што ги имаат. Во поглед на користењето на содржините, јас би рекла дека подеднакво е, бидејќи тоа е, ако дискутираме колку се користат, треба да зборуваме околу тоа која е популацијата која што ги користи и зошто постојат овие електронски содржини. Спомнав и претходно дека понудата постои поради побарувачката, значи претходно и професорот од Белгија спомна дека можеби традиционалното го посетуваат студенти од 18 години, а електронското повеќе го посетуваат оние што се во повозрастна возраст, значи над 26 години. Тоа е поради самата нивна ситуација или би рекла позиција во која што се наоѓаат. Значи електронски содржини подеднакво се користат како што се користи и традиционалното образование. И мислам дека заради тоа и постои и ние размислуваме како едукативни центри покрај овој тип на образование кое што, како што кажав, се уште има потреба луѓето да се сретнат со експерт кој што ќе им пренесе не само теорија која што може да ја прочитат во секоја книга, туку и личен печат, личен впечаток и искуство кое што го имаат во индустријата. Сепак сакаме да понудиме и електронски содржини кои што ќе бидат токму на оваа популација која што можеби еве и во Македонија не е во можност нели да биде тука во Скопје, меѓутоа природата на сервисите кои што ние ги нудиме, повторно пак ќе кажам, бара луѓето да се сретнат да работат со технологијата, значи да имаат допир со технологијата. Некогаш тоа го овозможуваат електронските курсеви и електронската содржина за едукација, меѓутоа некогаш тоа е невозможно поради самата природа на курсевите. Значи, ако треба да одговорам на прашањето дали се подеднакво користени, во нашиот затворен систем да, бидејќи не секогаш се студентите во можност или не биле во можност да ги искористат да бидат присутни, па поради тоа ги користат и дополнителните ресурси, значи оние блогови кои што постојат во рамките на нашите learning management системи кои што ги користиме, сето она што е аплодирано од страна на едукаторите, значи се користи подеднакво како и традиционалното. Во неформалниот дел се решив да се нарекуваме по име, па да се опуштиме, а исто така би ве замолил и вие доколку имате придонес да се вклучите повелирано. Благодарам, Филип. Јас би сакала накратко да кажам околу делот што го спомна, кои други вештини, освен IT вештините, мислам дека доволно говоревме за IT вештините, несомнено се веќе се присутни и секој мора да ги, барем они основи да ги совлада да биде конкурентен на овој пазар, меѓутоа има цел еден сет на други вештини кои што прават дистинкција и разлика помеѓу двајца вработени кои што можеби на техничко ниво ги познаваат истите технологии, меѓутоа едниот ќе остане на некоја базична позиција, другиот би дошол и до некои пораководни менаџерски позиции. Разликата ја прават токму едни други вештини кои што ги спомнав и јас претходно и Лјупчо, меки вештини. Ќе кажам, спомнам само неколку кои што ние ги нудиме и сме ги идентификувале како особено значајни за секој еден нов вработен или актуелен вработен кој што сака да напредува во својата организација, во својата компанија или евентуално да побара вработување на по-профитабилни работни места. Такви вештини се развивање организацијска култура, управување со стрес, управување со време, мотивација кај вработените, градење на тим, креативни техники на размислување.
презентацијски вештини, комуникацијски вештини, односи со јавност, деловна етика. Сте ќе согласни дека ова се вештини кои што не се учат буквално на ниту еден факултет. Можеби на некој, делумно на некој од новите приватни факултети, меѓутоа во официјалното јавно образование се уште ништо од ова не се учи, а практично ова е тој еден лепак, да кажам, кој што им дава употребливост и профитабилност на сите други технички знаења кои што се стекнуваат независно на кој факултет. Ако не знам, ако немате... Дали може една интервенција кратка? Дали ова значи дека во ситуација кога формалното образование се става во себе да биде во улога на сервис на индустријата, односно на бизнис секторот, да им произведува кадри кои што се наменети за пополнување на некоја работна лента, бизнис секторот идентификува потреба за воведување на оние аспекти во образованието кои што всушност биле во основата на образовниот систем како општествена функција, која што не била само за произведување на нови дронови, туку, како што знаеме на времето се зборуваше дека во основните училишта не се врши само образование, туку и воспитување. Значи, на некој, како и улогата на универзитетот како автономна единица во општеството или академскиот сектор, која што не зависи од политиката, не зависи од бирократијата, туку се базира на наука, на создавање на вредности кои што се независни од моменталниот економски или политички момент или нешто слично. Така што ова би било и предизвик за нашите колеги од образовниот сектор, кои што се присутни, ако може да се вклучат со своји размислувања, па се извинувам за оваа мала интервенција. Да, дефинитивно ова се вештини кои што се идентификувани од пазарот и препознаени како неопходни, поготово за повисоките работни места, затоа што и во некоја IT компанија, во некоја осигурителна компанија, во некоја телекомуникацијска компанија, иако директорот можеби повторно ќе биде со инженерски бекграунд, тој мора да има некој ваков тип на вештини кои што дефинитивно не ги научи на факултет. Мора да ги научи во неформалното образование или самостојно да се едуцира преку материјали достапни на интернет. Жалосно е што ги нема во некако формален вид, меѓутоа затоа тука едукативните центри кои што понуваат се уште таа дупка, меѓутоа добре барем некоја базична програма да биде воведена уште во средното образование, би рекол, и дефинитивно на факултетите барем на некои гранки. Значи стратешко планирање и донесување на одлуки, лидерство, развивање на нови продукти, менеджмент на продукти, финанси за нефинансиски лица. Значи сето тоа се вештини и знаења кои што треба секој вработен да ги има во предвид кога работи дури и техничка работа, затоа што без да го имаме во предвид финансискиот момент или со која цел нешто правиме, нема поента од развивање на некаков производ или на водење некаков процес. Неодамна имав можност да разговарам со директор на македонска компанија, прилично голема, која што сега работи буквално 5 различни бизниси, 95% работи за странски пазар, како он го решил овој момент. Претежно компанијата била поедноставна, со претежно технички струки, меѓутоа дошол момент каде што он самиот не можел да менаџира се. Во еден принцип на проектен менеджмент, каде што буквално на лица техничари, а имале претензија да бидат на раководни позиции, им дал можност да бидат проектни менаџери. Односно, цел еден проект самите да го менаџираат, од поставување на цели до формирање на тим, менаџирање на тој тим, менаџирање на квалитет на целиот процес што се раководи, контрола на трошоците за на крај да се добие некаква профитабилност. И буквално платата им ја врзал многу блиску со профитабилноста на проектите. Тоа значи дека на крајот од месецот или од кварталот или од годината, тие луѓе што ги водат тие проекти ќе бидат многу среќни или многу несреќни, затоа што буквално платата им зависи од тие проекти, но тоа значи дека се креатори и контролери буквално на својата судбина. Мислам дека е многу позитивен момент, да, некаква бенефит и некаква минимална плата мора да постои, меѓутоа во голем дел овие вештини нивни доаѓаат до израз и буквално од тоа како они ќе го менаџираат и водат целиот процес, зависи дали буквално стигаат до плата која што е
може да биде еднаква на собственикот на компанијата, доколку добро го изменаџираат конкретниот проект, што мислам дека е можеби доста интересен начин на вреднување на работната сила. Благодарам. Господинот Климе Бабунски има интервенција, ако може микрофонот. И професорот Владимир Трајковски. Да, благодарам. Деспотовски ја насочи дискусијата, ама не знам зошто, или може би знам, па затоа се јавив. Сакам да ја вратам на оному кој што ја насочи. Сите сте вие секогаш на пазар и да го замислиме, ова е еден фин сегмент или елемент исечок во време и простор од вашиот пазар. Се фирма до фирма, што би се рекло, и секоја фирма која држи до себе сака да се представи како општествено одговорна. Дали во вашите поимања и замислувања на сопствената општествена одговорност има место за отворени образовни ресурси? Имено, дали вашата образовна активност почнува и завршува со тренинг за некакви си IT средства кои друг ги смислил, или вие се трудите да влезете во пазарот со собствени производи? И конечно, дали таквиот однос воден од општествена одговорност кон произведување на одредени IT средства кои ќе му бидат според концептот на отворени образовни ресурси ставени слободно понудени на општеството, нема да обезбеди најголема реклама, најголем маркетинг. Маркетингот не е само економска страна, секогаш има суштинска социјална димензија. Благодарам. Благодарам, господин Бабунски. Пред да преминеме на одговори, професорот Трајковиќ имаше исто така интервенција. Дали уште некој се јавува за збор во овој момент? Дигнете само рака, колку што можам да видам нема. Повелете, професоре. Јас сакам да... Не знам дали се... Добре се. Поздравам дискусијата и само да напоменам дека иако доаѓаме од државен универзитет, ние веќе имаме интегрирано во нашата наставна програма многу од курсевите кои што вие ги спомнавте, за кои што кажавте дека не постојат на државен универзитет, од типот на градење на soft skills, организацијски способности, менеджмент за неекономисти, финанси за неекономисти и слично. И дополнително, може би не е овде правото место на чим веќе дискусијата отиде во таа насока. Само еден факт. Ние на Финки ги третираме студентите и индустријата како наши партнери. Сега со студентите што правиме, за тоа сме дискутирала и претпоставам дека доста знаете. Може би интересно да се знае дека 2 години ние ја прешуваме индустријата. Добро, кажете ни, дајте ни инпут, како да ги смениме нашите наставни програми. Знаете до сега колку коментари имаме добиено? 0. Благодарам. Благодарам, професоре. Би сакал да ги поканам нашите панелисти да одговорат и на дилемата што ја постави господинот Бабунски. Повелете. Ирина. Благодарам што ме поправивте во делот на тоа дека на вашиот факултет Финки има дел од овие курсеви. Мене ми е многу мило тоа да го слушнам, меѓутоа за жал ќе кажам, тоа е исклучок од правилото, редок верувам дека вие ќе се согласите. Меѓутоа не бевме запознаени дека баш толкова плејада на курсеви се застапени, ако е така, тоа е одлично за вашите студенти, меѓутоа е нешто што кажав, треба да го има и дури во средното образование, барем на основно ниво, уште подобро и повеќе во факултетското образование, за ние на крај само да дополнуваме уште некоја помала празнина, а не да треба целиот пат да го одиме. Значи баш некои финеси и специализација да работиме во тој дел,
кога веќе изградени личности со завршени факултети ќе бидат на ниво кај што ќе можат тоа да го разберат. Меѓутоа основите дефинитивно се градат од мали нозе и колку порано се размислува и за финансискиот момент, и за организацијската култура, и за поставувањето на цели и таргети, толку подобро. Значи ако се дојдено на ниво на факултети, ако се симнуште на ниво на средно образование, уште подобро, но за жал тие сознанија што ги имаме, ретки се тие исклучоци како во вашиот случај, многу почесто се работи за предавање на чиста, нели, повеќе на технички знаења, отколку на овие меки вештини, меѓутоа кои што се клучни за функционирање понатаму на бизнисот, за вклучување во други компании или пак за лансирање на сопствена компанија. Кога сме кај делот за општествена одговорност што го спомнавме, да, веројатно сите компании сакаме да кажеме дека сме општествено одговорни, меѓутоа на крајот на денот сето тоа е мерливо и се мери со конкретни проекти и конкретна реализација, така што може да се види кој колку е општествено одговорен, далеко од тоа дека целиот бизнис може да премине во општествена одговорност, затоа што ќе се изгуби, нели, поентата зошто воопшто бизнисот е формиран, но она што ние го правиме е пред се отвореност во делот на просторните капацитети. Тоа е нешто што го нудиме и сите невладини организации, студентски организации, тоа што сме комуницирале до сега, се запознаени со тоа, дека просториите им стојат на располагање и може да ги користат, библиотеката исто така им стои на располагање и може да ги користат во термини, нели, кои што се соодветни. Тоа е нешто што го работиме во делот на креирање на сопствена литература. Да, за некои курсеви кои што ги кажав, може би единствено ние ги нудиме моментов како што се embedded курсеви за вградливи системи, креираме сопствена литература, убаво е кои други центри го прават во делови за кои што се они специализирани и дефинитивно размислуваме од пролет, како што кажав, таа наша интерна онлайн библиотека, барем во определено ниво во тие побазични, почетни курсеви, да ја отвориме и за пошироката јавност, додека нели они најспециализирани курсеви кај што вклучува и некаква опрема, кај што вклучува и практично знаење, веројатно уште некое време ќе останат достапни само за нашите студенти или достапни на конкретно на часовите. Благодарам. Ја би сакала само да се надополнам. Значи, во контекст на формалниот образовен систем, нормално не го подценуваме ни еден факултет. Ние постоиме само како дополнување ваше. Значи, за се што вие нудите и произведувате кадар, значи, ние сме тука отворени и мора на пазарот да биде отворен за сите. И во тој дел, значи, се надевам дека и ние се трудиме да излеземе во пресред на сите клиенти кои што не доучиле или се усовршуваат во текот на животот, не мора само во рамките на студиските нивни години. Понатаму, што се однесува до општествената одговорност, би сакала да споменам дека во тие обуки постојат, во овие неформални образовни обуки, постојат и обуки за кариерно советување и во тој домен и ние во СМС Едукација ве морам да споменам дека веќе развиваме кариерен центар, каде што не е важно само да се платат обуките, туку многу е важно и да се сработат одредени проекти и да се добие, значи, кадар кој што верувам дека брзо би се снашал на пазарот. Во соработка сме и со компании кои што можат да излезат во пресред за пракса на овие посетители на нашите обуки. Јас би додала, би одговорила конкретно на прашањето. Значи, како што кажавме, секој од нас се труди да биде општествено одговорна компанија. Ако прашувате за во делот на креирање на отворени образовни ресурси, мислам дека досега, конкретно ќе кажам за мојата организација, немало такво нешто во соработка со, се разбира, со цивилниот сектор. Меѓутоа, сите од овие компании кои што се тука присутни преку МАСИТ, Комората за информатичка технологија, сме биле дел од различни проекти кои што фактички биле општествено одговорна активност во организирање на најразлични надпревари за средношколци, основци и така натака, кои што ја поттикнувале употребата на ИКТ во образованието. Значи, во тој домен сме делувале. Во моментот сме активни во соработка со една невладина организација која што сака да креира различни содржини за различни таргет групи. Значи, тоа би било исто така една наша општествено одговорна активност и, како што кажа и Ангелина претходно,
Значи, ние секогаш стоиме тука, сме отворени за соработка со сите невладин и владин сектор во креирање на најразлични, значи ги пружаме нашите знаења и искуства во креирање на содржини кои што би можеле да бидат достапни за пошироката јавност. Креираме курсеви кои што повторно, нели, да одговорам и на второто прашање, не се само нашите партнерски вендорски кои што не ограничуваат, туку креираме содржини за помладата популација кои што излегуваат од рамките на следење на некакви стандарди, значи се со цел популаризацијата на информатичката писменост и имаме повторно курсеви кои што се за кариерно советување, токму за да ја надополниме онаа дупка што ја зборувавме за време на панелот од недостигот на soft skills, па тие се отворени и за родителите кои што понатака се оние кои што плаќаат на нашите идни студенти и кои што плаќаат за образованието на нашите идни студенти и корисници. Благодарам. Ајде вака, ќе се уvedам во контекст на општествената одговорност. Ние сме фондација, значи не сме компанија. Не, во ред, да, предпоставам, чисто така да ние мораме да видиме и да се трудиме. Се надаме дека не преципираат како општествено одговорна организација. Што се однесува до генерално општествената одговорност во Македонија, значи не само на тренинг центарите, мислам дека да не бидам суров или абстракција или абстрактна именка, се уште сме во фаза на либерален капитализам, грабнеш што можеш да грабнеш, колку што можеш повеќе и остаи за 3 генерации нанапред. Али се надам ќе се смени. Странските компании полека како влегуваат во Македонија, носат со себе барем дел од културата и се надам нема да ја попремат оваа нашата, него ќе ни помогнат малку да се промениме на подобро. Боже мој, здравје. Што се однесува до односот формално-неформално образование, или се користи на 3L, long life learning или lifelong learning, не сум сигурен точно како. Значи, постојано треба да се надградуваме, така да неформално ете на некој начин на дополнување и следи после формалното образование. Филип кажа некој податок дека во Македонија поголем број од луѓето се значи со основно образование, околу 50%. Имаше една многу добра колумна на Сашо Клеговски во Нова Македонија на нашата автоперцепција како нација, колку ние се прецепираме дека сме едуцирани попаметни од, не знам, од запад, од исток, од лево, од десно. Меѓутоа, за жал, реалноста не е така, иначе не би биле тука кај што сме. Ми кажа еден виц, на аеродром се гледаат двајца пријатели, едниот му вика на другиот као да погодам, ти си магистар, и му вика да, од кај знаеш, вика во Македонија 50% се магистри, мислам далеку од реалноста. Ни фалат магистри, ни фалат доктори на науки, ни фалат научни трудови, ни фалат патенти, лиценци, ни фалат еден куп работи. И се надам дека секој од нас тука е ради тоа, значи да помогне да се подобри образованието во Република Македонија како знае и уме. Ние се обидуваме нешто партизански, нешто да се ставиме во систем колку можеме помагаме на младите луѓе. Чисто како цифра, минатата година повеќе од 850 луѓе поминале низ обуки најразлични кај нас, значи 2011 година. Пала. Благодарам, имаме прашање од публиката. Повелете, ако може само представете се за... Јас сум Дијана Василевска од СЕМОС Едукација, колешка на Ангелина, и сакав само малце да се дополнам со неа во делот со општествена одговорност, дека СЕМОС веќе од 2000 година ностоп значи дава бесплатни обуки на слепи лица со осетен вид, и тоа го поддржува на секои 2-3 години ги држи тие такви обуки. Исто така имаме бесплатни обуки за родители, за деца, за безбедност од интернет и како да ги пратат децата кога се на интернет. Исто имаме отворени денови каде што може било кој да дојде да си побара неколку прашања, консултации и така натам. Така да на тој начин нешто правиме надвор од класичниот бизнис што го држиме. И исто така би спомнала дека и многу учествуваме за многу фирми се јавуваат кај нас и бараат значи за вработување на млади кадри и без проблем значи имаме некоја база и ностоп повикуваме нови значи млади кандидати да се пријавуваат кај нас за да можеме да ги пренасочиме кога некоја фирма ќе побара за вработување. Ви благодарам. Благодарам. Дали има некои други интервенции или прашања од публиката? Бидејќи ако нема, јас мислам дека оваа тема што вие загаднавте, односот кон лицата со посебни потребни, односно кон луѓето кои што се со
помали можности во нашето општество од било која причина да ги уживаците придобивки на образованието, било формално, било неформално, е исклучително важен и може би ги поканил колегите, сега ќе прозивам бидејќи никој не се јавил, би го поканил колегата Владимир Лазовски од Отворете ги прозорците, ако може да ни даде само едно негово согледување за тоа како неформалниот сектор дали според вашата перцепција, дали во неформалниот образовен сектор, а и во формалниот, постои согледана потребата за работа во оваа насока, како една поопшта оценка, не повелете. Фала, баш убаво вака што волонтира. Владимир од Отворете ги прозорците, организација што работи на промовирање на асистивна информатичка технологија или пристап до компјутери и интернет за лица со хендикеп, за лица кои не можат да користат стандардна компјутерска опрема. Генерално мислам дека кај нас овие сме на почетокот од воопшто промовирање на потребата на лицата со хендикеп да имаат пристап до компјутери и до интернет во нашето општество. Мислам дека се уште тоа е малку и недоволно познато и се третира како некое прашање кое да речеме кое е фино за во Шведска, ама дека ние се уште не сме на тоа ниво. Но во основа тоа само го зголемува јазот помеѓу општата популација и луѓето со попреченост. Од тука ние како организација мислиме дека е исклучително битно, особено во поглед на образованието, бидејќи сведоци сме на интензивни и подолгорочни напори да се модернизира образовниот процес преку компјутеризација на наставата. И ние тука гледаме една извонредна можност да се промовира асистивната технологија, низината примена во образованието, да се промовира концептот на пристапност, на веб страници, на веб услуги и така натаму. И, значи, генерално, да не одам многу надвор, мислам дека се направени некакви почетни чекори, и тука мислам не само ние директно тоа го работиме, значи не само од нас, мислам дека има веќе некое разбирање и кај државните институции, посебно би истакнал тука Министерството за информатичко општество и администрација. Тие имаат, например, стратегија за инклузија 2012-2014. Тоа е исто дава некоја основна рамка. Еве се слушнавме неколку примери од бизнис секторот, дека се свесни за тие потреби и дека ги вклучуваат луѓето со хендикеп во својата работа, иако се уште, како и од примериве, тоа се однесува повеќе во делот на активностите за општествена одговорност, а можеби не толку во нивната мејнстрим работа. И генерално почнува да се тие концепти да се промовираат, се уште има многу работа пред нас, така што еве можам само да споделам дека ние во последно време сме прилично активни на локализации на софтвер кои одговараат на образовните потреби на лица со хендикеп и наредната година се надевам дека ќе направиме еден пионерски обид да развиеме всушност оригинална софтверска апликација која на деца со посебни образовни потреби ќе им овозможи полесно да научат да читаат и да пишуваат. Така, без многу должно. Да, благодарам. Фала што ме пријави. Би ве поканил исто така дали имате исто така сите други нешто што би сакале да го прашате или додадете на темата. Исто така би упатил една покана до нашите говорници за тогаш за еден заклучок на темава доколку би сакале да ни го понудат и потоа би можеле да заокружиме сесијата, а доколку има некоја интервенција во меѓувреме ќе ја вклучиме директно. Би можело да почнеме од
најдесно. Па заклучок, очигледно треба неформално образование. Се надавам дека во иднина ќе има поголема соработка меѓу формалното и неформалното. Генерално Македонија се уште е конзервативна средина и сметам дека редно е да можеби да се престане да се напаја, пошто многу често ќе чуете од страна неформалното дека формалното образование не им дава доволно знаење и вештини на децата кога излегуваат од училишните клупи. Имам доста често разговарам со студенти, особено со студенти од Финки, и она што го имам чуено е дека тие што сакаат да научат, учат. Значи многу зависи од децата и колку они навистина сакаат да научат. Значи не зборам се во случај, значи примерот е со Финки, меѓутоа на било кој факултет да се. Многу е битно, значи, какви вредности се обидуваме да презентираме или да вградиме во, не знам, нашите млади луѓе. Ако ги учиме дека со труд, со напорна работа може да постигнат нешто во животот, во тој случај сметам дека формалното образование дава супер можности во Република Македонија, особено со последни акции, буквално секаде имате факултет. Имате доста визитинг професори, значи можете да научите нешто, меѓутоа треба да сакате. А од друга страна, од кој ќе го завршите формалното образование, не значи дека сте постигнале се во животот. Треба понатаму да се надградуваат и константно да ги обновуваат или да учите нови работи. Јас се запишав на постдипломски на 33-4 години. Обично гледам сега дека без ден работно искуство веднаш одат и магистрираат. Предпоставам да е пракса од западот што се гори тука кај нас. Меѓутоа, јас сметам дека треба да поминеш неколку години на работа за да има некоја поента таа магистратура. Од друга страна, лично се трудам колку што е можно постојано да се надградувам. Тоа би го препорачувам на сите, да ги користат сите можности, значи да го унапредуваат своето знаење и своите вештини, да бидат отворени за нови работи и нови предизвици. Толку. Благодарам. Би сакал само една кратка напомена. Вие сите во вашите материјали добивте едни листови за евалуација. Ако не сте ги пополниле, ве молам да ги пополните пред да заминете, затоа што ни е многу важно она што вие мислите дека сте го добиле од конференцијата, како основа за понатамошна соработка со цел и ние да се подобриме, а и да најдеме заеднички вредности и понатамошни активности. Во продолжение ga замолам Сонја да го изнесе своето согледување. Па нема да се повторувам, јас би кажала дека да не беше дека е потребно да постојат сите овие три, јас би рекла столба кои што се представувани во текот на оваа конференција, значи граѓанскиот сектор, формалното и неформалното образование, не би биле сите тука денеска. Наша заедничка цел е едукација и мислам дека не постои простор ние тука да се докажуваме кој што е позначајно, туку треба тука да размислуваме како едни со други комплементарно треба да делуваме, за да она што го нудиме на, јас зборувам цело време за младите луѓе, бидејќи од таму потекнува основата и без формалното образование нема тие луѓе да стигнат кај нас во овие едукативни центри. Значи, постои една потреба за соработка, она што го спомна и професорот Трајковиќ, значи, индустријата да враќа кон нас она што се потреби за едукација, ние да се трудиме како што знаеме и најдобро што знаеме, сето тоа да го имплементираме. Се разбира дека овие иницијативи како граѓанска одговорност се добре дојдени, меѓутоа како што кажа и говорникот од публиката, не треба да останат само во тој домен, туку треба системски пристап и поголема грижа од страна, би рекла, и на државата. Значи, ние сме тука, сето она што е потреба да го дадеме во различните периоди од животот на луѓето. Значи, формалното, неформалното и граѓанскиот сектор се токму тука за да одговорат на различните потреби во различниот период од животот на една индивидуа или професионалец. Благодарам, Сонја. Повелете, Ангелина.
Па вака сега како заклучок би сакала да кажам дека ние ќе продолжиме со промоција и развој на неформалното образование во рамките на СИМАС едукација, но ќе отворам една тема, можеби за понатаму или во други моменти, значи актуелна, а тоа е вреднувањето на сертификатите кои што се доделуваат на посетителите на овие курсеви. Кратки курсеви, да, точно, но сепак може би треба ние како понудувачи на неформално образование треба да ги уедначиме и сепак да се добие одреден сертификат, кој сертификат ќе треба да влезе и во работничка книжка евентуално за вработување. Во некои земји како што е Хрватска и други земји, значи кај нив неформалното образование е признаено, но во рамки на Македонија, на Република Македонија се уште тоа е неформално и не е влезено во некои законски елементи. Тоа е значи како еден мој мал заклучок. Значи, многу е важно на некој начин да се формализира неформалното образование во смисла на стандардизација и споредливост со она што е реално верификуван капацитет што се добива од него. Повелете. Значи, ја би се надоврзала. Ме радува што во изминатава година две се повеќе се препознава од страна и на младите и на повозрастните значењето на неформалното образование, така што имаме посетители од различни возрасти, се случува во една група буквално да учествуваат и средношколци и вработени со неколку годишно работно искуство. Меѓутоа, она што мислам дека е клучно пред се соработката со индустријата, затоа што и формалното образование и неформалното образование немаат цел да постојат сами за себе, туку целта е да ги оспособат студентите да влезат во редовен работен процес или самите да основаат компании, да бидат успешни на македонските и на регионалните па и глобалните пазари, така што програмите треба да произлезат од потребите на бизнис заедницата и во Македонија и пошироко, па согласно со тоа редовните наставни програми и во формалното и во неформалното образование да бидат соодветно прилагодени и да бидат онака комплементарно направени со цел на крајниот производ да биде квалитетен, оформен млад човек кој што лесно ќе може и брзо ќе биде продуктивен во некоја компанија или и самиот ќе може да отвори своја компанија, она што ние исто го нудиме како можност од оваа година. Сакам да го спомнам со цел да се прошири таа информација и ги охрабрам, се надам дека и другите едукативни центри прават нешто на таа страна. Значи, покрај на оние годишни едукации кои што ги имаме во рамки на академиите, на крајот да може да им се понуди и за гарантирана практична работа во компании со кои што ние соработуваме, па дури се обидуваме да понудиме и простор и некакви основни ресурси за дел од тие студенти да основаат и собствени компании во рамки на нашите простори. Значи, тоа е максимално што можеме да го направиме како едукативни центри во нели како дел од нашиот бизнес, меѓутоа дел од онаа одговорност и со цел да се потврди нашиот концепт на функционирање, дека она што сме го понудиле како знаење навистина е употребливо на пазарот и функционира, односно може на крајот да се вреднува од страна на потенцијалните корисници на услугите на тие наши слушатели. Благодарам. Благодарам, Ирена. Дали би имале интервенција од публиката, бидејќи навистина нашата цел е да овозможиме на сите да земат активно учество, а доколку немаме, би ве поканил да го продолжиме разговорот било во формите кои што некој од нас ги користи и тука, како например преку Твитер или во директна комуникација едни со други, но и општо и на ниво на целото општество и до ниво на носење на државни политики. Јас би сакал да им се заблагодарам на учесниците во оваа дискусија и на некој начин да го започнем затворањето на конференцијата. Би сакал пред се да ви се заблагодарам и вас на учесниците на конференцијата кои што дојдоа и одвоја дел од своето време и од својот интелектуален и работен капацитет да придонесат за нашата заедничка цел подигање на квалитетот на живот во Македонија и во регионот и пошироко, преку размена на знаење, односно возможување ширење на знаења на еден инклузивен и отворен начин.
При тоа, особено би сакал да го истакнам придонесот на нашите говорници, но и на сите кои што имаат доволно трпение да слушнат и да бидат слушнати. Би сакал да подсетам дека конференцијата ја почнавме со поврзувањето на отворените образовни ресурси со отвореното општество, односно едно општество во кое што никој нема монопол врз вистината и во кое што сите би требало да бидат слободни со зачувување на сите своји човекови права, без разлика дали екзистираат само офлайн или онлайн, преку значењето на отворените образовни ресурси, како и отворениот пристап кон научни и академски сродни содржини, не само како потреба, туку и како еден вид на современа вредност, која што возможува ни за полезни придобивки, како за оние што ги создаваат, така и за општото човештво како нивни корисници. Го спомнавме и значењето на употребата на софтверот во едукативни цели, било отворен, односно слободен со отворен код, било оно што се нарекува собственички, но сепак со нагласок на тоа дека новите технологии овозможуваат ни за придобивки во насока на зголемување на ефикасноста и инклузивноста на знаењето, односно на механизмите за ширење знаење. Денеска зборувавме исто така и за градењето заедници, како и што е тоа, што е еднината и на формалното образование, на неформалното образование, како и улогата на невладиниот сектор. И после овој долг вовед, би сакал уште еднаш да ви се заблагодарам во името на Метаморфозис, да го споменам придонесот и на Фондацијата Институтот Отворено општество, Фондацијата Отворено општество Македонија, како и фондациите Отворено општество, кои што овозможија преку разни програми да го споделиме овој момент заедно, како преку проектот за отворени образовни ресурси, да ве подсетам на вебсајтот or.mk, но исто така и програмата Исток-Исток, преку која што ни се овозможи и регионална соработка со нашите гости од Босна, Србија, Албанија и Словенија, како и од Полска, со што добивме една димензија на придонес кон вклучување во едно заедничко семејство, кое што не мора да го ограничиме само на Европа, туку и поглобално. И доколку се согласувате, би можеле сите заедно да ја затвориме конференцијата и ви благодарам многу на учеството.